добар ден. Како сте ми, да сте ми живи, здрави, добро ве нашле. Така. Добро ве нашле, здраво живо. Добре Добре сте ми живи, здраво живо. Добре сте, добро ве нашле, да сте ми живи, здрави. Здравейте. Терка ми. Митко се викам, Митко. Читалището се събирахме, са втори път е това. Ние сме от Дивдядово я. Хубаво. Ето и дъщерята на най-големия мой приятел. Виолета се казва, той има Здраво живо, да сте живи, здрави. от две сестри, деца и вистински македонец. Чист македонец. Наш сват. Става македонец. Това е мой гост Ама в ще Скопие. дариш, ще ми издариш Професор паспорт. Тохимир Ще още Стояновски. паспорт искам да ми издариш. И това е, елата да запознаш сега. Стани Ако, да сте живи, здрави. Ядете си. Колко години си? долу. Јас сум Наполовина. 63-та роден, значи колку имам? Много малко, Уште немам нищо не 60. кажу, ясно, много малко. Коя година? 63-та. И мъжа е бил в Америка и тя чакала да се завърне в Америка. Не дошла в България. И идва в България, понеже войната тогава. Да, Първа светска война. Така. Тогава много мигранти имало. И са дошли и са установили в Плевенско, само че беглеш там едно до Долна Митрополия, само че Долна Митрополия от Плевен на запад, а пък ние сме от Плевен на юг. С още две други македонски семейства. Дядо Найден и дядо Колю. И така, установени го жемват. Прилеп има много од егејски одел на Македонија. Много ги има. Кои за време граѓанската војна во Грција. Во Сламијето кога ќе почне? Војвода. И тука останати во Прилеп. Во цела Македонија. Не се... За тебе, моме, шал ме патя, за тебе. Вино да пија. Тука е. Най-напред да ви кажа добре дошли на всички приятели, познати и гости по случай 118 години от славната Илинденска епопея. Без права и свободи човекът е роб. Единствено чрез борбата те могат да бъдат извоювани. Чувството за нетърпимост към неправдите и безстрашието да се бори срещу техните създатели и поддръжници определят човешкото достоинство. А достоинството на човека, това е неговата същност, неговото собствено аз. По този повод Епиктет е казал: не е жалко, че е умрял или се е родил, че е загубил своят дом, имение. Жалко е, когато човек загуби истинската си собственост, своето човешко достоинство. Много години наред на нас, македонците, са не били отнемани тези права и свободи. Нашите предшественици смело са се борили срещу тези неправди. Техният пример за подражание са истинска гордост и радост за нас, който трябва всички достойно да следваме. Да се бориме, братя и сестри, за нашите права и свободи и така на дело да докажеме,
че сме истински потомци на дедите ни, които не пожалиха живота си, за да запазят нашето достоинство, нашето национално съзнание, нашата идентичност. Всеки народ, уважаващ себе си, издига на пиедестала делото на своите герои, които с величието си да осветяват пътя на идните генерации. Всеки народ, претендиращ, че има бъдеще, пази свято всяка частица от своето историческо минало. Скъпи приятели, а в историята има дати и събития, които остават за дълги векове. Те се врязват в паметта на народите, предават се от колено на колено и тържествено се отпразнуват от народните маси, каквото всъщност правим и ние сега с вас. Те никога не се забравят, защото са записани с кръвта на хиляди човешки жертви, паднали за своят народ от чуждо робство. За нас, македонците, такава историческа дата е 2 август 1903 година, когато почти целият македонски народ се вдигна на смела въоръжена борба срещу 5,5 вековната гървава османска тирания. Илинден стана епичен връх на македонската революция. На 2 август през 338 година преди Христа македонската войска, чието дясно крило е командвано от 18-годишният Александър, разби обединените вражески сили при Херонея и с това турило край на гръцките претенции за повече от 2000 години. Дано даде Бог една нова духовна Херонея, която да спре гръцките претенции спрямо нас и спрямо нашата история за сега и за винаги. Но Илинденското въстание, скъпи приятели, предварително е било обречено на неуспех, затова защото в него имало чужда боя, затова защото в него имало чужда намеса. И това много добре го отразява Вапцаров в своето стихотворение Илинденска. За неуспеха на въстанието пише той: вината не беше наша, вината беше чужда и други му тежи 100 тонна отговорност. Когато дойде ден, когато стане нужда, ние всичко ще разкажем на майката история. Започнаха с мръсните ръце да пипат в душите на народа. Гневът бе толкова много не кипел, че не съзряха вълчата порода, муцуните под овчите им кожи. Но идат дни, когато ние ще хвърлим кал в мутрите им черни. Не случайно Гоце Делчев предупреждаваше за опасността от върховизма в разните негови форми. Ще внушавате на населението, учеше той войводите, да разчитат само на собствените си сили и най-големият страхливец да не се надява на чужда помощ, нито от България, нито от коя да е друга страна. Гоце били против уния, които искали да създават въстания и бунтове, за да предизвикат намесата на великите сили. Инак, казал той, ние ще заприличаме на просека,
който седнал на кръстопътя, чувърка раните си, вади гнойща и кърви, за да се отърве минаващият с един десятък от това гнусно зрелище. Въпреки всичко, Илинден ни даде едно крушево, една звезда, изгряла в мрака на вековете, макар и просъществувала само 10 дни. И един манифест, един вик за правда, за равноправие на всички народности, населяващи Македония. Затова моля всички за поклон за всички илинденци, които проляха кръвта си и положиха костите си в олтара на свободата за по-доброто бъдеще на македонските поколения. Благодаря за вниманието. Мир вам, убай чеда, деца Божии, пишани, именувани, дарувани во живото слово Исусово, македонци мои. Минавме доста пат на македонскиот полуостров, за да дојдеме до овдека. На 27 март 903 султанот го преименува македонскиот полуостров во Балкански, бидејќи, како што самиот напиша, тоа име го бунтува народот. Не го бунтува, само го подсетува од каде доаѓаме, каде одиме, зошто сме овде, зошто сме македонци, зошто не запишал семокниот Бог, зошто апостол Павле заспа и сонуваше. Стани, Павле, треба да работиш за Исуса Христа. Еве ги стиховите, Дела 16:9. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми. И денеска повторно ги повторувам зборовите на апостол Павле и на македонецот. Дојди во нашите срца, Господе Исусе Христе, научи не да се љубиме еден со друг, научи не дека сме дојдени на земјата, да нема граници во човечкото срце. Дали некој суштествува или не одредуваат земни траења, племиња, народи и така натаму. Во Библијата е запишано: Бог ги дава имињата на народите. Он одредил да има македонци. Замислете, христијани негираат христијани дека суштествуваат, а Бог запишал дека не има. Јас сега ве прашувам, кои сте вие да му прекрстите на Исуса Христа и да велите нема македонци? Ние зборуваме да нема граница во човечкото срце, да се љубиме еден со друг како што Исус не возлюби. Денеска го славиме Илинден, Илија го најавува второто Христово пришествие. Нема веќе време за омраза, за крв. Ние зборуваме за слава на Бог, за прослава. Орото припаѓа за слава на Бога. Дактилите и сите метрички стапки кои ги содржат ората на народот што тој го запишал. Два народи се запишани во Божиот катастер и имаат слична судбина. Израелците кои ги изгубија земјата па ја бараат и го распнаа Исуса. Македонците кои ја губат земјата повикаа кон Исус и заборавија на него, се слават самите себе.
Ние мора да бидеме пример за сите народи, да покажеме како се љуби, како се простува, како се пее, како се плаче. Тоа е Македонија. Човек кој го повикува Бог е македонец и излегува од националното чувство. Тоа е духовна категорија. Да разбираш, да знаеш дека еден ден ќе застанеш пред Исуса Христа и ќе одговараш за неделата и делата на љубовта. Татко мој кој си на небесата, те молам да им ги отвориш срцата на сите политичари во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Србија, во Македонија, да покажат дека треба да живееме заедно, да не негираме кој суштествува, а кој не суштествува. Правото на избор е дадено од Исус Христос. Го создаде Бог човекот од прав земна и му дувна во душата дух животен и му дава право на избор. Само сатаната изнасилува, те тера да мрази, да негираш, да не почитуваш. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ке минам низ Македонија, вели апостол Павле. Секогаш кога минувам низ Македонија, зборувам за духовна состојба, не за географија. Јас повторно учам да љубам, да простувам, да се радувам, да имам сомилост за оние што се немокни и болни и да бидам представник на Исуса Христа на земјава, пишан, именуван и не може да се избрише Македонија, македонци, славата Божја на црквите македонски запишано во Божиот катастер. Дај Боже да се отворат срцата на политичарите, наместо да крадат, да лажат, да ни изнасилуваат, да ни покажат како треба да се љубиме еден со друг. Зашто Божиот закон е љуби го својот ближен како себе си, и ако мене ми забранува да го љубам мојот ближен во Пиринско, во Егеско, во Албанско или било каде, ме тера да излезам од законот на љубовта, да не го љубам Исуса Христа и да не можам да славам, да пеам, да се радувам за ората кој ги дал земокниот Бог и кој ги има во македонскиот фолклор и во сите други. Орото е Божјо и тоа покажува каде почнува и завршува љубовта. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата, така и во нашите срца. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што им ги простуваме и ние на нашите должници, а треба да им ги простуваме. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Твои сме и сите ние, бугари, срби, грци, албанци, турци и сите други. А македонците се запишани во Божиот катастер. Не затоа што сме заслужиле, затоа што така сакал семокниот Бог. Добро размисли човеку од другата страна. Дали ќе негираш, дали ќе застанеш на спротивната страна од Исуса Христа кој вели има македонци, не тера да се љубиме едни со други, или ќе велиш нема, тогаш ти излегуваш од законот на љубовта и нема да ти биде лесно последниот ден кога ќе се представиш пред семокниот Бог и неговиот Син Исус Христос. Слава ти, Господе Исусе Христе, што и денеска си во нашите срца. Нека Твојата сила, Твојот мир, Твојата љубов и исцелување за сите ги преплави нашите срца, да останеме во љубовта, да победиме во љубовта, да ја дишиме љубовта, да бидеме љубов. Љубов. Докаде е песната која го слави Исуса, дотаму е мојата љубов. А вие сакате да ставите граница во човечкото срце. Ќе дојдам при вас откако пропатувам низ Македонија. Оти ќе минам по Македонија. Исус напред, ние по него. Амин. На тези думи најнапред едно искрено
голямо благодарим. Да е жив и здрав, да носи славата на Бога, на Исуса, славата на любовта, която е основа на живота ни. Благодарим ти, Тихомире. Чекаме още една беседа на друга тема. Дуби солас od moje srce. Apostol Pavle велеше, кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и верни во Божите дела, и дека праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете вистински негови представници на земјата. Да ви се придружам, дојдов. Знам да живеам и во скудност, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум и во немање, се можам со Исуса Христа, кој ме крепи. А знаете ли вие, Филипјани, Шуменци, Македонци, дека кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примам, освен вас самите. Така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја. Така што нема потреба ние нешто да зборуваме. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Пишано е, ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбивај оној што ти бара нешто назаед. Сте слушнале дека е кажано око за око, зап за зап. А јас пак ви велам, не противете му се на злото. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбива оној што ти бара нешто назаед. Сте слушнале дека е кажано, љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Зашто Он го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите и праќа дожд над грешните и над праведните. Зашто ако ги љубите само оние што ве љубат вас, каква ќе ви биде наградата? И така, сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Секој што сака добива. И кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Браќа, има ли меѓу вас човек кој ако му побара неговиот син леб, да му даде камен? Има или нема? Се она што ви го прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа се законот и пророците. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што цвони или кимвал што свечи.
да имам пророчки дар, да ги знам сите тајни за сите работи и таква вера, што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. Љубовта е долго трпелива. Љубовта не се гордее, не бара свое, не се срди, не мисли зло. Љубовта никогаш не престанува. Бог, нашиот Татко Небесен е љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Ајде да се обидеме да пребиваме во таа љубов. Да ги љубиме ближните како самиот себе, да ги отвориме срцата. Исус вели, чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Да ги отвориме нашите срца, да дојде Исус во срцата, да се љубиме едни со други и да ја живееме Божјата волја. Второто Христово пришествие, Илија кој ќе го најави второто Христово пришествие. Ете, затоа македонците го слават Илинден. Тој е Илија што треба да дојде. Пишано е и го најавува второто пришествие на Исуса Христа. Нема многу време. Сите се сеќаваме дека светот кинисува, дека љубовта изладува, дека луѓето се мразат, христијани се мразат едни со други, што да се каже за другите. Затоа доаѓам овде да го исполнам Божиот закон, да го љубам ближниот како себе си, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ништо не сум. Ето тоа е суштината. Ме торбичка нема. Ќе земеме таму. Ајде, треба да се трга, да се работи. Охо, фала ти Господе, па што не сретна. Да ти дава сила, љубов. Исус, ново срце, здраво срце. Ако ти чука вака срцево до крај, со љубов е, да си ми жив и здрав. Се за Македонија. Јунак, е така. Чекате още малко. Чекај бе, дечко. Дали се искапе да се преобратиш? Да станам бугарин. Не фаќа тоа. Колку пати се... Малко поседете, бе. Човеко не кажа колку пати треба да се капам за да станам. Колку е тоа? Еднаш не станува. Треба поиќе. 3 пати се капал. Тоа много като капе може татарин да стане. Еднаш като се изкапи става бугарин, ама повече пати татарин става. Стаја таму од страна. Пушти ја тука. Да сте живи и здрави. Ви благодариме за се, да сте ми живи и здрави. Супер беше. Ајде. Следниот пат да направиш повеќе за капење, ќе почнеме со капење од сабајле до вечер. Още една баня. Уште една бања, зашто интензитетот е важен. Ама много вода нема да речи, тука е скапа водата. Па водата. Скапа водата. Тој тури една кофа одолу. Се ми рацете. Ти да караш ние до крај на града, И знаеш ти кај се излегува? Ма надолу нема кај да сгрешиме, надолу. Брзо. Туде се закне.